Добро вечер, Македонија, добро вечер на сите оние кои што го гледате новото издание на Редкаст. Јас сум Кирил Трајковски Максим, вашиот водител, кој што вечерва ќе ве води во нови приказни со мојот многу интересен и ексклузивен соговорник, кој што нема да ви го откријам одма. Уште малку ќе ја испратиме старава година, доаѓа 2024 и се надевам дека сите ќе посакаме да биде се тоа подобро, да имаме повеќе здравје, повеќе љубов, повеќе просперитет и повеќе успешни проекти, затоа што знаеме во каква ситуација ни се наоѓа нашата жална државичка и се надевам дека ќе посакаме да биде се поарно и подобро. Немаме тука некои реквизити од типот на елфови, дедомразовци и добри вили, ама во наредниот Редкаст ќе се договорам со другарчињава да донесеме нешто што ќе го збогати овој амбиент. А сега околу мојот гостин. Вечерва, на моје огромно задоволство, човекот прифати да гостува во Редкаст. Можам да го најавам како пионерот на македонската стриминг сцена. Ќе видам, може ќе ме поправи, може и лошо се изразувам. Човекот кој што е основоположник според мене на се она што се случува и што е најпопуларно и најмодерно денес, а тоа е сите овие подкасти што како печурки изникнавме сите и почнавме да правиме. Меѓутоа он беше еден од првите кој што се заложи и на вистина испадна работата дека кога ќе се трудиш да направиш нешто, на крајот на вистина ќе се исплати, а на него, Бога ми, на вистина му се исплатеше, барем јас така го чувствувам. The one and only Стефан Лазаров, добре ми дојде. Добра ти вечер, Кирил. Мислам, добро те најавив. Многу добро, да ти кажам искрено. Стриминг, миминг, ти ќе кажеш сега, затоа ја многу не се разбирам. Чудно е кога слушаш толку многу пофалби, кога се делат епитети вака на маса. У принцип сум скромен дечко, некако ми е така, нешто насрамежно си кажеш, добро, окей. Шала на страна, добра ти вечер, добра вечер и на вашите гледачи и драго ми е што сум дел од вашиот Редкаст. И се надам дека ќе имате многу успех, ви посакувам многу успех и секогаш сакам да поддржам нешто ново, затоа што сум бил многу пати на таа стартна позиција и знам колку значи кога ќе дојде некој погледан од мене и ќе ми даде кураж. Па ти имаш лесна нога, затоа и те викнав да стапнеш тука да ни тргне работава, пошто сме на самиот старт. Може би уште не знаеме како треба да ги поставиме работите, затоа што како што гледаш немаме спонзори. Сега за сега спонзори ни се пријателчињата што ни ги прават овие прекрасни тефтерчиња и пенкалца каде што јас ги запишувам прашањата. Ама сакам да те прашам еве за почеток, дали мислиш дека еден подкаст или една емисија од ваков карактер може да успее без спонзори? Апсолутно може Апсолутно може да успее се без спонзори. Меѓутоа спонзорите се неминовни да дојдат ако си квалитетен и гледан. Али според мене не треба да биде поентата да добиеш спонзори, треба да ти биде поентата да направиш добра содржина. Луѓето тоа да го препознаат, ако кога ќе имаш гледано, самите фирми ќе препознаат бизнис и ќе дојдат да ти се јават. Така да труди се да бидеш добар и гледан и ќе си дојде се на своје место. Значи самите си се јавуваат. Нема она трчање по луѓе, те молам. Јас до сега никогаш се не Ти не трчаше вака, не молеше некој да тропаш по врати. Види, имам среќа да од првиот ден кога се појавив на социјални мрежи да ми се јавуваат, како што викаш, ник на подкасти, како печурки, кај мене така спонзориве, те една, те друга, те трета. И сега веќе сум во ситуација да, нели, многу сум гледан, јас веќе одбивам, не можам да прифатам се. Сега веќе одбирам со кого, како, со кој има подобар договор. Меѓутоа, што знам, од самиот почеток сами ми се јавувале, дали дека сум правил секојаш пакет Instagram со YouTube, бидејќи покрај тоа што правам подкаст и сум инфлуенсер, пакет имам целосен и сум занимлив за спонзори. Така ми текнува дека пред 3-4 години кога работеше во Алфа, на една утринска емисија, сега си ги заменивме улогите, тогаш јавев на Жешкото столче, сега си ти. Мислам нема да утринска Жешко не било сигурно. Па да, беше така поладничко по шоца мајле, али тогаш промовиравме некоја песна со Тони Стевковски, мојот кум, од нашиот техно состав Шафран или Дафино, и многу добро не прими и уште тогаш те приметив дека си така симпатичен, елоквентен дечко кој што може да успее у животот и ми се жалеше тогаш надвор. Пиевме кафенце, не частеше, ми кажуваше дека ова е премал залак за тебе, дека сакаш нешто повеќе. Тогаш искрено не те сватив онака сериозно, меѓутоа на вистина си
остана на зборот и како што те гледав во периодов кој што помина, ти израсна во голем инфлуенсер, јутјубер, подкастер, како се вика, што Жале, си ти? Бербер ме нарече медиумски лик. Медиумски лик, да. Види, Како извините прекинав. Прво кој те донесе у Алфа ме интересира и од каде желбата за водителство? Мислам, имаше Не сум- нешто претходно. Не сум имал јас никоја жалба за водителство. Јас влегов пред Алфа во еден ТВ на кратко кога го искоментирав Сергеј со видеото. Јас прифатив да бидам водител затоа што сум израснат на улица, бев фудбалер, го изгубив сонот и немав денар, немав иднина, немав школа, немав ништо. И сега во даден момент ме вработуваат во телевизија и можеш да одбереш ти тогаш дали ќе продолжиш да бидеш на улица без денар или едноставно ти се пружа плата некаква и некаква сиднина и пат кој што можеби ќе ти биде интересен. Ете, таа одлука тогаш била правилна, денеска сум на местото на кое што сум, а во Алфа телевизија се случи да ме повика Анкица, таа беше тогаш програмски директор во Алфа телевизија, еден ТВ нели се затвори. Небитно. Имав 2-3 месеци период кога бев невработен, ми се јави Анкица, Ти си викаш што да не, па ајде ќе дојди вработиш. да водиш утринска емисија, што да не. А и искуство плюс, нели? Пред камери овона сега ти е Сега ми е како дома. Сега ти е како дома, Ја и да. така се чувствувам многу убаво. Не е студио, меѓутоа така некако револуционерно. Ова е библиотека, бе. Библиотека? Да, ретка библиотека. Прв пат сум во библиотека. Читаме книги, да. Добро, прво ме интересира ти дека подкастиве сега се многу актуелни. Прво, нели, као јутјубер правеше некои пранкови, глупости, јас те пратев по коли, се возевте во чаер, па и сценираше нешто таму, тепачки, овона, се со цел да го привлечеш вниманието на децава, на младиве, на сите тие што те следат, твоите, нели, следачи. Како од YouTube наеднаш стана ова што си сега? Види, предпоставам дека со тие 2-3 години на телевизија, таа сериозност, елоквентност и бидејќи сум зборувал и на политички, општествени теми, социјални теми, сум знаел да бидам сериозен и сум знаел да се снајдам и со посериозни гости, меѓутоа во моментот кога си дадов подкастот Алфа телевизија, јас бев свесен дека младата публика е таргетот на тие социјални мрежи. Младата публика не ја освојуваш со политички теми, со општествени теми, со сериозен пристап. За да ја освоиш младата публика, пред се треба да си искрен, треба да си спонтан, треба да си необичен и баш таа глупост во даден момент помина многу добро кај нив. И некако си се пронедов во тоа, затоа што друго е кога ти гостува, да речеме, еден Димитар Апасиев или некој посериозен гостин, имаш одговорност. Друго е кога снимаш прег на улица. И некако ми стана лесно, ми стана интересно. Гледам дека луѓе ги интересира, направив TikTok профил, буквално почнав да се глупирам. И си викам, ако се глупираш човече, само нели да не преминуваш нека граница да испаѓаш сега идиот сам себе да се правиш, туку во споредбено со ова друго се глупираш. Си викаш, дај ќе правам пренкови, ќе се зезам со мајка ми, со девојката од тој момент, со најдобрите другари. Татко ти кола му купи, нешто Тоа е беше поново. такво. Тоа е кога сум озбилив. Да, али алалда ти е. Мислам, Да. тоа е сон на секој татко, детето да дојде да ти купи Па кола. мислам дека и сон на секој син. Па да. Нели? Да. Да. Ако има пари. Ако Не. има пари, да. Кажи ми од YouTube, заработи нешто? Како мислам, зборам се од подамна. Има ли тоа монетизација, има ли нешто? Пошто знам дека у Македонија ако регистрираш, како си тоа? Канал, дека некои мали проценти се префрлат, доколку на времето, јас зборам кога и ја имам мој канал, ми кажуваа биди преку Канада или преку Бугарија или преку друга држава, ако нели регистрираш дека повеќе Работата е многу приходи многу имаш. сменета Аха. и ова сега ќе го кажам за мотивација и на тебе и на сите кои што сакаат да работат со YouTube, затоа што сакам да има повеќе луѓе кои што креираат на YouTube. YouTube станува сериозна платформа. Заработката е дигната 12 пати за разлика од пред 9 месеци, затоа што CPM-от, односно cost per view, кој што ти исплаќа YouTube на тебе, е за 12 пати платено. Ако пред 9 месеци исплаќало 0,74 нилјада прегледи, сега исплаќа 4 до 8 долари на 1000 прегледи, што е сериозна разлика. Сериозна разлика. Така е. Јас заработувам, нели не сакам да зборувам колку Нормално. и како, Така. меѓутоа заработувам доволно за да живеам супер живот и пак ќе кажам, многу кажувам за луѓето да сватат дека ако пласираат содржина на YouTube, може да биде гледана. Ако сакаш можам да ти кажам и зошто се промени сега се ова. YouTube ти плаќа заради тоа што не заради туку
гледа колку фирмите од таа држава се рекламираат на YouTube преку Ads. Они Ads кога излагаат додека гледаш видео. Така. Фирмите последнава година, откако се појави и подкасти, мојата гледаност е многу поголема, повозрастната публика веќе почна да гледа, предпоставувам дека сватија дека инвестирање пари на YouTube е им исплатлива инвестиција. И бидејќи сега има многу повеќе фирми кои што инвестираат на YouTube, тој cost per view се крена. И сега моментално веќе реално се исплати да пласираш содржина на YouTube и тоа да ти донесе еден добар приход. Супер. Значи, сега ти моментално си заработуваш и како од подкастов од спонзорите и плюс гледаноста на подкастот, нели, и на нормално на твојот канал, све што е за пофалба. И мислам дека си моментално number one човек, можеш да ни држиш лекции тука како и ние да почнеме почнеме која ситуација да сработиме. До пред 2 години ми се смеа. Ми вика тоа е за деца, не го прави ова, зашто се глупираш, нема пари од тоа. Работа, синдром. Ќе збориме за тоа. Океј. Ајде вака сега ти од неодамна си веќе Женет. стапна на лудиот камен, нели? Така се вели, или падна секирата во медот. Ме интересира за Марта, сакам да ми кажеш првата средба. Првиот бакнеш, го паметиш? Да. Да. Никој ме не прашал за Ете, првата гледаш, средба. абе седи уредка, сега те прашаме. Првата, види, јас и Марта се Ја и друго запознавме. можам да те прашам, ако се... Што сакаш да направиш? Немој, добро. Првата средба беше многу интересна, беше таква ноќна, дошт, ние под чадор. Романтика. Не снимаат кам се шал. Значи не беше толку романтично. И пишав на Facebook. Класичен јутјубер. Види го мојот нов Ќе ти пранк. дадам интересна работа, еве, ја немам кажано. На Марта пред ни пишам тогаш, ја имам пишано пред 3 години. Јас имав климпави уши, ги имам после тоа оперирано. Пред 3 години кога ги пишав девојчето, предпоставам дека не сум ми се свијала и не ми вратила. Ниту на син не ме оставила. Поминаа 3 години, јас си ги средив ушите и имав едни слики ставено кај што бев на свадба девер. Девојчето, да се појави лайк на една, лайк на друга, 2-3 слики, 5 ставања и јас сега гледам, абе чекај малце ово истото девојче што и пишав, а не ми враќаше, сега ми лайкнува. Знаеш на Машко како му доаѓа Многу тоа? јакичко, да. Да, и ја и пишувам, шо беше стандард, сега муабет. Првата средба ни беше во физкултурно, на клупа, земав сончоглед и седевме. Толку требаше да освам. Значи, Марта е скромно девојче, јас сум бил у ситуација, нели, дете, младци, толку ти дал буџетот дома, 100 че имаш. Па толку е, да. Доста е. Сме си седнале на клупа, таму беше и првиот бакнеш, физкултурно заврши средно. И она или ти Не, само јас дека на твоја На територија? моја територија да си бидам сигурен, ги знам братите таму и таму, не сме да бега. Да. И тука и прави салто, она. Да, видиш што Кога ја можам. освојуваш, точно знам под која клупа има убаво светло. Ме сваќаш. Браво. Така беше, така. И не знам, И од тогаш се Од фативте тогаш. и одевте долго, така? 7 години, прилика, не знам, ја од прв ден со неј. Знаеш, Марта е девојче која што ти го дава, предпоставам, Господ еднаш, иако сум имал многу ситуации, нели нормално 7 години е многу долг период, имало ситуации кога сме можели да раскинеме и не знам. И имало ситуации кога некој ти пишува затоа што си убав, згоден, неопходен. Како она реагира на тоа? Дали Марта го има пасвордот Еве во ми твојот пишува телефон? моментов, уживо ли е? Не е во живо, Не е Марта. во живо. Марта, ќе гледаш. Телепатија, ова невозможно. Дали го има пасвордот, ме интересира не, твојот не, телефон? тамо на работа. Го нема? Не, тоа е стварно многу дебилно за мене. Не, секој треба да си има свој живот, Све меѓутоа интим. А ти го имаш незиниот? не. Не. Напротив. Добра, ти вика нека дај да видам. Не, види, Инстаграм. ако она нема доверба во мене Ништо не за прави. такво нешто, или па ја во незе не треба сме заедно. Јас си верувам 100%, затоа ми и жена ден денеска, ние сме го изградиле тој однос. Зошто јас би докажал на некого нешто? Сакав да те прашам затоа што на вистина си актуелен тип и сега нормално е да ти пишуваат жени. Не ми Нормално. пишуваат. Како бе не ти? Последниот Мене ме лажеш. Верувај ми. Мене ми пишуваат, Знаеш што тебе се нема да случува? ти Што се пишуваат. случува? Сега ќе ти кажам. Еве, најбанален пример. Влагаме во диско, мушка екипа, пред да се земам. Сега, од кога се земав, не ме пушта више жената. Влагаме во диско и сега застануваме и се поздравуваме, се запознаваат. Шо при Марта? Сериозен си? Ама верувај ми, значи. Одма со гард идат, Ама пошто... ние имаме изградено толку една убава приказна у јавноста, да луѓето, не дека ние сме идоли, туку некако им станавме пример на младиве, ме Како застануваме, треба да сакаме изгледа ко вас. еден љубовен пар? Да, види,
Знаеш, ево, на секој му посакам да си го најде партнерот со кој што ќе биде исполнет 100%. И среќен. Можеме да се зезаме на секакви теми, ама кога сме сериозни, заради тоа што сум 100% среќен со нејзе, и толку сум успешен, веруjem, затоа што нема проблеми од тој тип, нема љубомора, нема никакви препреки да си правиме еден на друг, си веруваме 200%, може да ме нема 2 дни да работам, воопшто да не ми се затоа што ми верува. Исто и јас не. Така, она е нешто поврзана со твојот вид на работа или? Почна да работи. Понајново имаме веќе неколку месеци фирма, имам уште неколку вработени што работат. А имате фирма веќе? Да, сега веќе и таа е со мене. Ајде, Почна да монтира подкастот исто тука е, така да заедно. Што брат, фамилиарен бизнис. Браво, халал да ти е, Стефан, се дивам на вакви млади луѓе. Која генерација си ти? 97. 26. Да. 10. Доста млад сум. 86-та сум. Леле. Имаш и ти време, остати. Не, добар сум бе ја, не сум толку лош. Може после оваа епизода ќе трене подкастов и Да, за ќе 9 не месеци дигнеш ти ќе ми од гостуваш и така ќе правиш. Да. Добро, кажавме нешто околу љубовта, сега ме интересира едно прашање, значи многу директно, колку е лесно или колку е тешко да си познат. Ми текнува на едно интервју на Тоше Проевски, што го кажа последното интервју кај Весна Бејби, ако ти текнува. Вртелешка. Во Вртелешка, која кажа дека веќе до овде ми е све, као, знаеш, го чувствуваше тој притисок на славата, вика не можам да излезам надвор, не можам да се прошетам. Се случува ли тоа кај тебе? Дали можеш да излезеш, да се прошеташ, а некој да не застане, дај селфи, мислам, ја го имам тој момент, ме знаат деца од приказки, од реклами, од ова, од она, и ајде, и се сликам, ама ја секогаш сакам да ги задоволам и да им ја исполнам желбата. Сега бев кај ќерка ми у Владо Тасевски пари некои да ја дадам за роден ден и едни деца чичко, па ги слушам. Ајде компанија ќе правиме кој да го праша. Ја сега ти одиш, а слушаш они шо прат, сигурно ти се дешавало. Ама убави работи се ти исполнуваат. Да. Меѓутоа, јас не сум звезда, мислам не можем да се наречам звезда, како што сега во моментов си. Ти си сега во зенитот. Да, Тоа се чувствува. Како се справуваш? А Тоше Проевски беше звезда, јас не сум звезда. Добро, ајде, јас сум популарна личност. Популарен си многу, тоа се. Ме знаат луѓево. Така. Јас се трудам од првиот ден да бидам близок со нив, бидејќи пред си не сум пејач. Значи, пејач до некаде и треба да биде недостапен за да биде интересен да му дадат на концерти. Има разлика од мојата и таа работа. Мене ми е многу тешко од аспект што многу се трудам, многу работам, имам толку многу минуси во минатото кои што сега треба да се пополнат. Немам ја притисокот тој аспект на сликање и фанови. Меѓутоа кај мене па притисокот стана од една друга точка, секој чека да погрешам, секој чека да кажам погрешен збор, да ме стават на тапет, да ме критикуваат, да ме стават на суд, ако сакаш да ме разбереш. Тоа што се издеси. Меѓутоа мене па искрено ми е мило што ми се случува се од ова сега, затоа што пред се немаме деца, немаме толку обврски, можеме да бидеме посветени. Јас оваа година созрев како за наредни 10, ако можем реално да кажам, со сето тоа што се случува. Знаеш како, све толку добро оди во нагорна линија, стварно сум благодарен за целата поддршка и за се што се случува, е многу неблагодарно сега да кажам дека мене ми е притисок. Притисокот аспект на работа имам огромен, меѓутоа тој може да биде позитивна работа. Тоа што кажа тогаш Тоше, сме далеку од тоа, затоа што Тоше беше како Елвис Присли на Балканот. Се согласувам. Така да јас од таков притисок немаме. Немаш. Значи тебе ти годи ова ситуација во моментов што ја имаш и нешто како не гледам ја на оваа ситуација дека јас сум сега популарен. Јас сум среќен што го работам тоа што го сакам и тоа ми носи дома леп. И ми помага да си ја средам сегашната состојба моја и на моите дома. И дај Боже да ми оди уште повеќе, а тоа дали ќе ме препознаваат повеќе на улица, мене искрено не ме интересира. Јас ако ме прашуваш, у истиот момент потпишувам никој да не ме знае, а да заработувам добро. Ако веќе правиме реален муавет. Да бе, ти комасоните сакаш, не може така. Најубаво, брат, најубаво, веруjem. У сенка да видиш и најубаво. И да правиш пари. И да наблюдуваш. И да наблюдуваш. И да кажеш ти таму. Ме интересира кој е твоето мислење за феноменот на завист и љубомора кај македонциве. Еве, јас ќе ти кажам еден пример. Мене што ми се дешава, еве и сега у моментов и секогаш ми се дешавало, го споделувам тоа со мои луѓе, колеги, пријатели. Значи, например, еве, пишуваш на Facebook или на Инста нешто споделуваш, нешто лошо, да речеме умрело вој, или нешто лошо ми се деси, или еве у болница сум, и одма имаш 300
до 500 лајка. Ставаш пост дека си извадил нова песна, дека си глумел во нов филм, дека имаш нова реклама, или новото издание на Redcast, или било што ставаш, 3 лајка. Што е моментот со македонциве? Зашто постои во кодексот на македонецот? Дали сум во право, прво кажи ми, и зошто е тоа така? Не е само кај македонец, во цел свет е тоа така. Зборам за интерес кон такви Не скандал знаеме теми. да се радуваме на туѓа среќа. Тоа има сосема две различни теми се, дека не знаеме. Или не сакаме. Меѓутоа секогаш ќе бидат поинтересни приватните теми и трагедии позитивни отколку песна на артист. Затоа секоја јавна личност колку толку мора да се потруди да им даде нешто пинкантно на народов, да ги заинтересира за да може после тоа самата песна или проектов да добијат интерес. А моментот со завист и љубомората, многу пати сум разговарал со многу луѓе на мој интервју на оваа тема и лично не можам да разберам затоа што можеби јас во моментов сум толку исполнет со сам себе и сум среќен со тоа што го имам и не можам да бидам гневен со твојот успех или неуспех. Едноставно посакам дај Боже и Сите вашиот да се- подкаст да имаат затоа што ми оди. Претпоставам дека и тука е суштината на проблемот. Човек кога нема и е свесен дека не може да има, полесно му е да љубомори или да плука некој друг. И претпоставам дека си се хранат со Се својот хранат. се хранат со својот неуспех. И кога ќе видат дека Стефан нема да успее, ќе кажат: "А, еве го, овој пропадна", а они не разбираат дека они се уште попропаднати во ситуацијата во која што се од мојата пропадната ситуација. Вид, жално е. Ова ќе им го кажам и порачам. Кога ќе почнат да се сакаат себе си и кога ќе почнат да ги сакаат успесите на другите, ќе си ја исчистат душата и ќе почнат перспективата своја да им биде чиста. И тогаш ќе можат да размислуваат креативно и да си помогнат себе си. Се додека љубоморат имаат завис кон некого, душата ќе им биде гнила и наместо да размислуваат на решение, ќе размислуваат како твојот проблем да биде проблем. Македонецот некако повеќе сака туѓата несреќа отколку својата среќа. Знаеш зашто е така? Затоа Зашто? што сме мрзлив народ. Затоа што не работиме. Затоа што полесно е да пиеш кафе, полесно е И да трачариш. да работиш државна работа и да не се појаваш да бидеш на платен список. Чекај, за тоа ќе те... Значи, полесно е да не правиш ништо, а да се правиш паметен. Колку имаме фудбалски тренери и прогнозери за европско и светско, колку имаме аналитичари на секои можни теми, колку имаме сега за криминологија, сега што беше случајов, сите све Сите знаеме, а стана- никој ништо не работи. Форензичари. Јас сум ти пример, значи, ако човек работи, не може да не дое успех. Прави го што го правиш секој ден. И подкастов ќе биде подобар, и ти како водител, сега збориме. Да, секако, Значи, секако. тоа ти исто како со теретана, ако вежбаш секој ден 365 дена, ќе имаш убаво тело. Ако не вежбаш, а збориш цела година дека ќе вежбаш, нема да имаш убаво тело. Да, као мене, например. А ти вежбаш у теретана, идеш? 3 пати неделно. Добре. Не, Добре си за 3 пати. многу повеќе сум вежбал, а сега со врски со приоритетите. Ето, секој човек нека си направи своји приоритети. Не викам дека секој човек мора да вежба. Забиве нешто имаш на спонзори ти ги прават вака бели? Ќе си ја Поздрави Ќе ги. си ја поздравам доктор Марија од Дентисимо. Партали. Марија, те молам, биди ми с мене. Порцелански Ево, винири. Жути заби, мислам нема смисла Лазаров Вој се? да биде вака. Добри се? Не да се добри брат као Том Сија. Круз сија. А ја уште мислам нема смисла. Сега пред Треба да месец- ме обелиш. Мацо. Пред месец и пол ги направив. Ги Така ми се направи. јави Многу добро ти стоја Марија вака преку. забиве. Фала ти. Фала ти. Ме разубави доктор Марија. Бога ми да. Гледаш, си носи све Сега можам пува да се смеам. импакт, ова што Сам го во правиш добар, ти, да. сега сите сакаат да соработуваат со тебе. Гледаш како ги привлекуваш луѓето. И така животот станува полесен. Па нормално. Но многу е тешко да стигнеш на тоа ниво. Се Најтешко. согласуваш, нели? Ти, например, како кажа, кога дојде у студиово, почнав со едно камерче, како рече, почнав со едно скапано камерче, со... Ние почнавме подкастот да го правиме во Лисиче, во една куќа, замислија куќава стара, ама во стара куќа да има позади еден дел кој што е уште постар од таа куќа, да се распаѓа, да има дупки под зидовите, да вложиме 300 евра за да можеме да го искречиме и направиме, да се јавиме во Мебел Ви, извини сама, ако ги си спомнав. Збори си, бе, кажи Да си се ги јавам сите. во Мебел Ви, да ми дадат маса столици и многу сум благодарен за тоа да ме поддржат за да можеме да направиме А подкаст. сега треба да ги споштуваш. 3 микрофони по 2000 денари дадовме и позајмевме лаптоп од другар. Така почна. Така почна, ете. Ама буквално така. Нека почна. биде ова
потик до сите млади што сакаат да почнат дека не треба многу, дека треба само верба, нели, пред се и само иницијативна, во себе желба да стварно сакаш да направиш нешто. Ако сакаш А да не правиш само нешто, ради ќе реда да го најдеш правиш. решение. Да. Од корен да ги влечеш, Значи, од темел да влезеш. Ако сакаш да најдеш нешто, ќе најдеш решение. Пак ќе кажам, проблемот е што на дневна база слушаме многу повеќе изговори од решенија. Сега ќе се надоврзам на тоа што го спомна преска, дека младите сакаат многу само да седат и да ги монтираат негде овие партискиве послушници и мама меси, тато носи, така беше таа изреката. Предпоставам. Да, значи што мислиш за целава состојба кај нас? Зошто младиве не гледаат иднина во Македонија и сите што ќе дипломираат, а Бога ми почнаа веќе од средно да си фаќаат джаде за другиве поразвиени држави, што на Балкан, што повеќе низ Европа. Како е твоето гледиште? Каде го гледаш ти проблемот? Затоа што знаеш што се дешава. Системот е лош. Јас ги поддржувам, да не ме разбереш погрешно дека јас Ти сега ги поддржуваш да си одат од Македонија? не ги поддржувам да си одат, ги поддржувам дека им е лошо. Значи управо се во тој аспект. Тоа знаеме, да. Лошо Туку каде е проблемот? Не треба да си одат од Македонија. Значи треба, во Македонија има простор. Само што во Македонија за жал е држава, ние мораме да работиме пута 5 од некои други држави за да дојдеме на истото ниво како тие држави. Значи ако си учил факултет ти мораш да работиш во исто време, за додека учиш факултет стекнеш искуство, контакти за кога ќе го завршиш факултетот да тие контакти и искуства да може да те бутнат во некоја насока. Најчесто проблемот во Македонија доаѓа учиш факултет 4 години и само учиш факултет, си супер ученик, меѓутоа немаш контакти, а за жал во оваа држава е се со контакти, а си капацитет, тебе нема кој да ти помогне ниту да те бутне негде. На твое место Тоа е монтираат жално, некој. така е. Монтираат човек, тоа нив ги фрустрира и тоа е тоа. Жално е што во нашава држава за такви луѓе кои што се школувани нема систем да ги мотивира, да ги вработи, да останат тука. Знаеш како ова нека не порака до младите, до повозрастниве на кои што се на функции или утре ќе бидат или кои да се. Каква држава ќе имаме ние ако добриот кадар постојано си оди? Значи само така треба да размислува разумен човек. На кого ќе остане оваа држава? Па јас мислам дека веќе нема добар кадар. Мислам дека целиот квалитет се излеа во другиве држави или го земаат, знаеш. Пошто има некои приватни училишта како што се Нова, мислам, ова друго во Турскиов коледж, и они си имаат некои програми и уште децата кога се во средно, капацитетите, добрите ученици веќе имаат размена на студенти, на ученици. Не, во средно ти зборам, и веќе они кога ќе го завршат средното, отворени им се вратите додат на големите универзитети во Америка, во Лондон, во Италија или не знам каде. Шпанија, небитно. Сакам да кажам дека државава наша остана тука плевелот. Значи остана тоа што ти текне оризот кога го требиш. Ја искрено не сакам ти веруваш дека има уште тука деца што се квалитетни? Да, верувам. Не нормално дека има. Верувам. Меѓутоа да речеме дека од нив веќе 50% се реализирани, некако се убутале во некоја институција, некој или ги сместил или сами заслужиле нормално. Има деца млади кои што веќе сватија дека приватното ќе им помогне во животот и кои што после школувањето се тераат со нешто свое, а не чекаат да бидат вработени. Така. И мислам дека мислам дека само тоа испасува. Токму овој момент многу работи ќе ги промени во иднината, значи сметам дека сега младите се многу попаметни од генерациите во минатото. Баш од тој аспект имаше една генерација на транзиција кои што се нашите родители, кои што биле во време кога не знаеле што се случува. Потоа доаѓа една генерација која што е во бунило зошто ги вработуваат нивните пријатели кои што се понеквалитетни поради партиски книшки. Верувам дека веќе дојде времето кога младите сваќаат дека треба да се борат сами за себе. Кога сваќаш дека се бориш сам за себе и не веруваш на никој друг, имаш многу поголеми шанси, така и со мене. Јас знаев дека после средно не ми треба факултет. Јас сега учам факултет напоредно со тоа што работам, затоа што верувам дека образованието е битно, но не верувам дека веќе образовниот систем ќе ме научи доволно за да можам да се снајдам во животот. Така да мој предлог, Дали веруваш дека Македонија веќе има и добро образование? Не верувам.
Затоа што верувам, све е инсталирано апсолутно не. според мене и Па не верувам, ти кажам, со купени дипломи доаѓа некој ти па предава. денеска е по исплатливо курс да завршиш. Точно. Значи курс да завршиш за било која струка. Конкретно нешто, Конкретно. некој човек што стварно Еве, може јас сум во ситуацијава сега работодавец. Можам да дадам работа на некого. Мислиш дека ме интересира дали тој има факултет? Не ми интересира, мене ми треба монтажер, камерман, ми треба девелопер, ми треба фотошоп, седнува девојче, браво ти девојчето партали. Да. Значи, Си ја врши функцијата ти викам, што се е дадена. менуваат веќе стандардите и побарувањата во самите фирми. Најуспешните фирми IT компании. Има многу IT компании каде што работат млади кои што немаат факултета, имаат курсеви завршено и се многу добри во тоа што го работат. Се менува таа работа и мислам дека ќе ни помогне за воиднината. Меѓутоа мене ме плаши многу оној сектор на функционирање во државата кој што мора да се помине образование, полиција, судство, адвокати, доктори. Тука е проблемот. И тука ме плаши. Медицината е во Македонија нешто што е најстрашно според мене. И тука не знам како ќе се решаваат, затоа што знам колку имам пријатели, квалитетни кадри, колку тоа си одат зборевме, по да, Германија и Многу во други Германија се изгледаат многу кадар медицински сестри, доктори, се си отида. Меѓутоа се уште има во државава луѓе што си ја знаат работата, зборам за медицинари и медицински лица, кои што се навистина квалитетни и сакаат да останат тука. Но они го гледаат спасот како што кажа ти, во приватниот сектор, значи по приватни болници одат, еме поголема платата. Да. Така е. Ем е посигурен, знае за кого работи. Во државново ти веќе не знаеш за кој си, како си, што си, ништо не знаеш. Така е. Буквално е веќе секој ден се на улица протестираат. Добро, ме интересира, Стефан, дали си патриот? Па види, Дали ја сакаш оваа држава? како не ја сакам. Дали излезе пред собрание кога ни го менува името? Кога менува името не излегов, бев за бугаризација кога беше и дадов говор. Искрено да ти кажам, ми е криво што сум излегол некогаш за оваа држава, тоест не за оваа држава, туку за било која таму структура која што е. Не вреди да излагаш на протести. И може би ова мислење е сега многу дискутабилно и може би ќе ме сфатат многу погрешно. Последно моје излагање беше за онкологија случајот. И тогаш кажав, повеќе моја нога не стапнува. Не го обвинувам Не стапнува на протест. Не го обвинувам народот. Не знам кого да обвинам веќе во оваа ситуација, затоа што и народот е управо разочаран. Колку пати излегле за џабе. Да. Многу примери во минатото имаме на луѓе кои што се осудувани без потреба. Еве и јас излегов со мандар, ќе си го спомнам другарин, баш таа тема ја коментиравме кога за случај за онкологија имаше 1000 луѓе пред влада. Срамот. Што Ама тој се заташка. Толку беше работата. Ма све се заташкува. Секој чудо Све се за заташкува. 7 дена, како Све се вика. заташкува. И сега кој е крив таму, ништо не се знае, некој го обвини, Ама од тука доаѓа моментот што кажав дека младите се попаметни, веќе не можеш да ги манипулираш со ништо, затоа што знаат дека тоа излагање ништо нема да им донесе. 100 пати се случило истото. Сега, знаеш како, може би јас треба да бидам во ситуација сега да кажам не е така, мораме да се бориме, ама претпоставам дека треба да се бориме на некои други начини. Ја не сум паметен да ги кажам кој. Меѓутоа, со такво излагање се видело дека само можеш да изгубиш. И имам пријатели, блиски, пропаднати фамилии поради тоа што се појавиле некаде, не биле заштитени од никој. Така еве ти доколку би бил премиер на држава, карикира, доколку би бил, што би направил прво? Многу ме занима, пошто си многу не паметен, знам, интелигентен човек си. Дали кај тебе би проработел оној по, да кажам, социјалистички систем, како беше, или комунистички систем во Тајланд, например, како се ствара ред? Кога краде некој нешто, му го сечат прстот. За да не краде. Кога ќе украде уште еднаш, му ја сечат раката. Па да видиш дали ќе му текне да краде. Значи, мислам дека некогаш треба порадикално да се влезе, затоа што овде све е растурено. Овде е поп сарма, вака направено. И овдека има убиства, има киднапирања, има случај од онкологија, умираат луѓе. Мислам сега директно збориме и отворено, нема ни ја што дискутираме, да. Така. Значи се прават милион работи и се тоа се заташкува, се тоа се става под тепих, никој не одговара, никој ништо не му е гајле и ние младите луѓе, па и постарите, веќе никој не се ни замара. Па И тоа е затоа проблемот, тоа што рече ти системска грешка имаме ние. Затоа што прво они ти ствараат една одбивност да ти веќе престанеш да си ја сакаш државава.
у старт си ја сакаш, мислам, си ја мразиш државата и не кеш ни да те праша некој нешто за државата, зашто знаеш дека е вака све и си викаш, што ја ќе се правам паметен сега? Па тоа е моментот, тоа е најстрашното кога на младината веќе нема да ја оставиш надеж. Ако на млад човек, знаеш, ако млад човек треба да има две особини. Тоа е да има надеж, да е надежен и да е бунтовник. Ако ти не си бунтовен на млади години, кога ќе бидеш бунтовен? Нормално е дека на млади години треба нешто да ти смети да се бориш за тоа што во тоа што ти веруваш. Тоа е младост, тоа е лудост, нели? Треба да се гордеш во староста да си кажеш јас тогаш тоа сакав да се смени, да се промени. Социјализмот како живење, сега не можам јас толку стручно зборам, не сум бил жив тогаш, по тоа што сум го слушал и тоа што сум гледал, односно комунизмот или како и да е. Сметам дека во денешно време не можеш да го спроведеш во истиот начин како што бил. Меѓутоа треба да се адаптира. Ниту пак ова ново во време кое што ни го промовираат со европски стандарди, со некој родител 1, родител 2, со некои наметнати геј бракови, не зборам дека сум против, меѓутоа некако ова друго се многу се наметна. Се изместува и целата. Види, јас сум за слобода и за демократија, пред се. Значи, јас сум секој човек да има право на собствен избор. Меѓутоа сум против наметнување на било каков систем. Значи, дозволи му на човек да одбере. Меѓутоа, не ми наметнувај нешто во кое што јас не верувам. Ние знаеме каква држава сме, ние знаеме колку мала држава сме пред се и не можеш да ми наметнеш некои амерички стандарди, каде што гледаме стапката на смртност, стапката на, не знам, сите негативни работи ги собравме тука. А ние сме некое друго општество тука кое што живееме. Така да, мислам дека треба да се направи некој склоп на едното и другото време, ниту пак радикално до толку, до тој степен ова другого може да функционираме, затоа што нели, како што ние сме млади и сакаме да го видиме светот, сакаме да добиеме некои такви стандарди. Меѓутоа, не, како што кажав, не да ни се наметнуваат оние лошите. Така да, демократија во секој случај, меѓутоа колку имаме ние демократија тука, не знам. Некоја лажна демократија која што ја имаме, а таа е најстрашна. Во некои држави нема демократија, барем знаат дека нема демократија, се навикнали така живеат. Демократска диктатура, ја би рекол, поише, пошто не се прават демократија, уствари. Ако не играш по нивната свирка, нема да бидеш на сцена. Имаш ли притисок од некоја политичка партија или некои закани, еве знам ти се деси тоа со Латас, неќам да те прашувам, да не се повторуваш, меѓутоа ме интересира, мислиш ли дека тоа намерно беше така малку изфорсирано и знам дека нешто поврзано и со мајка ти ја поврзува, дека била од СДС, па ја скинала книшката, да. Па кој бил од ВМРО, не знам, па нешто се измешало. Мислиш ли дека ради тоа има некоја позадина целиот случај или се случи спонтанно? Случајот беше, според мене, сериозно надополнет, не знам, сериозно зачинет. Многу повеќе се дигна буката во јавноста отколку што требаше. Јас се слагам дека тоа што го кажа Лата се глупав муабет, малски муабет на маса каде што нема ни да се почувствува дека се прави. Ама чекај малце, нели е подкаст? Во подкастот се збори као на клупа. Значи, имаш некоја одговорност, тоа ме интересира, има некои такви закони? Се слагам, не зборам за закони, тука не постојат закони, тука постои нека морална човечка одговорност кон народот, која што го слуша тоа, и предпоставувам дека се во право луѓето за тоа, Ама по кој основ ти во обвинителство отиде? Се тоа ме занима. Основот ме утре да ми речат и мене, а ти збореше за тоа, ај се обвинителство. Ширење на ксенофобичен материјал, појма немам расизам. Јас види, се уште трае процесот, се уште сме на рочишта. Јас се уште немам можност да се искажам, имав можност да се искажам само дали се чувствувам крив или не. Не можам да дискутирам јавно. Тоа трае уште? Да, значи се уште немам изјава дадено зошто се случило и што мислам за тоа. И сега сметам дека е малце глупаво да зборам јавно готово, на подкасти. Не можеш да збориш. Кога ќе дојде денот да кажам, тогаш многу послободно ќе зборам. Можам да ти кажам чисто дека
Дали во партии? тие денови јас прв пат видов како се прави хајка. Значи, тоа е класична хајка. Имаше народ кој што беше згрозен на тоа. Да, меѓутоа, Македонија е познато. Знаеш како е тоа? Ти излага една вест, па ти излага истата вест уште 60 пати и сега ти веќе не ни отвараш, читаш наслов, Стефан и Лата подржуваат нас со вражени. И ти си викаш, види ги овие идиоти, ве мамата нивна, и поминува. И така се створи. Мене ми кратат 15 секунди дел, а емисијата е 2 сати и 40. Во самата емисија Лата збори дека токму тие моменти го натерале да влезе во политиката за да го промени општеството. Сега, во тој момент до мене стигна информации и до мајка ми дома дека во таа унија на жени, знаеш како во партија се праќаат пораки по Вибер. Да. Пушти го ти ова. Таа објава која што беше прво објавена имаше 3000 шерови за 1 сат. Кажи ми една објава во држава што имала 3000 шерови за 1 сат. Значи како може да има една објава 3000 шерови? Ја не знам што треба да се случи. И мајка ми, незина е грешката според мене, иако кој ќе го гледа ќе ми каже пак збориш така, ама не го направи. Мамо, не му се лути сега човекот. Ама ја разбирам. До незе дојдоа информации тогаш и пораки стигна, примери на пораки дека е праќано тоа. Не сигурно дека јас не смеам да ги објавам тие, ниту пак да ги приложам како доказ, може би биле лажни да кажем, ајде. Меѓутоа жената е стварно била со СДС цел живот. Немам проблем тоа да го кажам, исто и сестра ми. Јас никогаш. Јас сум бил во фамилија во која што се зборело за СДС и сум бил младо дете. Ја не сум знал на 17 години што значи СДС и која е нивната политика или кои се нивните убедувања. Јас сум живеел во време кога бил на власт Груевски и мајка ми и дома не ни било добро и јас сум бил против тоа, ама колку може да разбира дете од 5-16 години. И сега не ја разбирам затоа што на незиното дете својата партија го прави тоа. Може би некој ќе каже глупости збориш се уште, меѓутоа Како нож во грб. јас во тој момент тоа го видов. Јас сум бил и сум колатерална штета, тоа е реалност. Значи тука беше целта Латас, меѓутоа она е книга, ја бев у спална и пази, јас седам у спална, читам се на телефонот сум бака и само ми стига вест на Facebook, мајката на Лазаров ја скина книжката на СДСМ. Значи ја не знам дека ја кине книжката. Ја гледам, викам, дали ова нормално више? Што се дешава, викам, денеска со животов мој, значи до вчера беше сека, идам од дневна ја гледам, што преш бе жено? Контраверзното интервју со Драган Павлович, што беше контраверзно? Jer си раскажуваше случка човекот, мислам не заземам ставови, ама ќе видиме што ќе каже. Ние сме под кривична моментално. Сериозно? Ако не осудат, ќе одам во затвор. Сериозен си? Да. Ова го имаш кажано негде? Ќе одиш во затвор? Абе тоа е дело. Дојде. Нема, замисли, дојде време ти да одиш во затвор, најголемите криминалци ќе се шетаат тука, ќе Не верувам дека така ќе се случи. Ќе правиш подкаст од затворот. Најубаво, ќе имам пришок, кога излезам ќе кажувам, ќе снимам видео 24 сати во затвор. Тоа е јутуберско видео. Само со сапунот ќе пасиш. Немој делуваш кога од искуство да ми кажуваш. Не, од филмови знам. Ајде да смениме малце темата. Како е онака чувството сега како исполнет човек, знаеш, на млади години, се да постигнеш одеднаш. Јас осеќам кој ништо не постигнат. Или ти сакаш да стигаш големите милиони да ги бркаш? Не сакам до милиони, сакам да оставам нешто за себе. Види, не гледам ја на парите така. Ја сакам да правам пари, ама не за да бидам многу мокен и јак. Јас сакам да правам пари за да немам живот како што имав во детството. Во такви моменти оставиле белек и трак. Добро, кажи ми сега нешто да те прашам за наредниве твои планови. Планираш да си тераш со подкастот, ни откри дека имаш фирма. Да, фирмата со возбилив. Да, а фирмата што која е? Се вика продукција Лазаров. Значи со моја, продукција, маркетинг, нешто ќе биде? Буквално работам. Почна да работи фирмата? Работи фирмата. Јас имам клиенти со кои што работам. Добро. Кои што се мои спонзори, ако можеме да ги наречеме. Изработувам целосни маркетинг планови за нив. Нивото малку повеќе го кренав, имам 2 подкасти како проекти. Можам да им најавам дека во 2024 ќе, дај Боже, ќе го остварам најголемиот проект што е направен во Македонија некогаш од продукцијски аспект. Не е скромно. Чекај, тоа сакам да те прашам. Не е скромно ќе го кажам ова. Ајде. Да, ќе биде многу, не можам детали, не сакам да кажам детали.
нескромно ќе кажам дека можеби веќе ќе ги победи тие телевизиски стандарди и да видат луѓе што може едно дете на YouTube да направи. Тоа ќе биде како YouTube проект, Ќе биде мислам, на ќе бидеш платформата YouTube на или YouTube, апсолутно веќе нема да иде веќе телевизиски? никогаш никад вика никогаш не вели никогаш, ама ова никогаш стварно никогаш мој проект нема да оди на телевизија. Бар додека сум жив во Македонија, додека живеам, не верувам во телевизиските системи, во нивните уредувачки политики. Секоја чест на некој, нема еве да кажам точно кој, меѓутоа додека не се променат работите во телевизиите, додека не разберат дека треба да соработуваме, а не да си правиме сопки, да ме забрануваат на телевизии поради тоа што не им се свиѓа мојот успех, нема да соработувам ни јас. Проектот ќе биде, не знам, многу сериозен. Не можам повеќе да ти кажам. Ќе оставам така, да чекам да слушнам. Кима, не само тој проект. Спремен сум, сега имам екипа, имам луѓе, имам опрема. Спремен сум 2024 да направам пута 3 успех од 2023, затоа што во 2023 влегов со една камера, со просторот што кажав, и со откажување на спонзори, можно затварање на патиштата кога се случи нели тоа. Сега влегувам во најдобрата можна ситуација, ќе одморам добри 10 дена во јануари и дами и господа, очекувате спектакл во 2024. Леле, ова ексклузивно ќе иди на Reels, ќе те гледа Нека оди многу. слово. Да. Ме интересира ова со филм некој снимавте, па Black Ops. Па да, нешто знам и Џамбазов беше вметнат, дали беше и Јана Стојановска, мислам дека видов таму. да. Што се случи со тоа? Направивте премиера или тоа беше исценирано нешто со коли пред Цитимол, па црвени килими, теписи? Што се Направивме трейлер, така се вика трейлер. Да, трейлер си. Направивме Black Ops, тоа беше режија на Били. Давид Мука беше главен актер, успеа да не собере една необична екипа, мене Таско, Тамара Тодевска, Јана, тоест не Јана, Ана беше. Да, не знам, Јана. една беше од нив. Да, и Тамара, и сите бе. Ќе промашам, Господи Боже. Ама сите очекуваа нешто да се деси со тоа и... Поентата беше толку многу амбициозно, пак е онаа приказна македонска. Имаме идеја, имаме луѓе, немаме пари. Седнете на масава, дај да направиме нешто. Па еве, ти си човекот што знае да прави пари. Слушай, Тогаш не знае. значи, дали наговестуваш дека сега од оваа гледна точка, пошто знам да правам пари, не влагам во филм. знаеш дека филмот Не е влагам во дупка без дно. не влагам во таа индустрија. Немој. Седнавме на маса 10 луѓе, мислам не една, туку посебно не седна, ни рекоа имаме пари да направиме трейлер, да го направиме најдобро што можеме, да направиме најдобра промоција, за да пробаме да најдеме спонзори и пари. Готови беа сценаријата, требаше да бидат активирани најдобрите македонски актери, да ни помогнат на нас што сме не толку искусни, неискусни ајде. Јас и тој им кажав, ја ако сакате да глумам, не сум глумел никогаш, мора да ставите до мене 5 добри актери за да не бидам дебил. Колку толку ќе се снајдам. Меѓутоа дојдовме во ситуација, да не најдеме пари, таа серија не се сними, ако некогаш успеа да најдат пари им посакам се неубаво, јас таа приказна нема да... Фактички пилот, вие некој пробен пилот направивте. Место да направиме прва епизода, направивме трейлер. За таа промоција лично моје мислење беше дека не треба да се прави, затоа што премногу ука-бука се направи. Да. Ризикуваш да се посрамотиш поради тоа што немаш проект и еве после 2 години мене се уште ми поставуваат прашања за таа серија. Еве, конечно добив да. прашање од... Па не, супер ти е прашањето, не ме разбереш погрешно. Проблемот беше во планот. Не се прави толку грандиозен настан кога немаш план, готов како производ. да тераш Јас понатаму. ова сега кога ти го кажувам и се вика прво скокни па речи оп, нели? И па тоа, јас се ова што ти го најавам за 2024 сум 90% готов, мислам од позадински припреми, нема да ти најавам нешто што знам. Значи сега ова што го најави ти, значи стварно е нешто сериозно. Треба да биде. Што ќе се случи, а ти си дечко што у принцип се што кажал остварил. Добро, Најбош. добро срце моје, кажи ми, сакаш нешто да си кажеш вака на слободна тема, да не ми кажеш што би направил ако бидеш председател или премиер, прва работа, што ќе направиш? Ајде. Ме стварно не Не знам се што срам, би направил. како ве не знаеш, Не ова знам, држува не, толку не работи сум за толку средување. паметен. Да, па многу е провиден одговор да ти кажам ќе го средам здравството, ќе нема да биде корумпирано судството,
Све ќе украде. Ќе го вратам името да не биде Северна, ќе биде А Македонија. ти пречи тоа со името? Најмногу на цел свет. Јас сум кажал во моја емисија, во мој обкружување, секој што ќе каже Северна може да си оди во истиот момент. Не постои Северната, не знам што е Северна јас. Ти се роди во Ја, Македонија? види за Северна, ја не можам да разберам како македонец кој што е роден во оваа држава, кој што растал во оваа држава, има македонци пријатели и пријателки, доаѓа на телевизија и кажува тоа име Северна Македонија. Стварно не можам да ги разберам. Еми го нагласува. Не, ајде овие политичариве, окей, си имаат некаков си бенефит од тоа, мислат дека поради тоа ќе добиеме нешто, па го кажуваат, ама имаше една ситуација, гледав прес, како се викаше за економија министеров? Бесими? Бектеши. Бектеши, Бесими, јас толку разбирам политика. Бектеши. Новинаркава му Бектеши, што е албанец и во таа ситуација за секоја почетна кажа Република Македонија. Една новинарка го критикуваше зошто кажал Република Македонија, а не кажал Северна Македонија. Ми текнува. Тие моменти. Убаво да кажуваме, не постои народ како македонскиот за светот што е сам на себе толку предавнички настроен. Така, Да, тоа Гоце Делчев го кажал, не ни ја ни ти. Тоа. Тоа гледаш од генот ни, од дамнини. Не можам да Чедо разберам, Божио. не можам да разберам. Дали некој ќе ти каже мораш, па го правиш тоа. Не можеш да разбереш, а бараш одговор, а? Као Не брейк. можам да разберам. Да. Добро, а дали ти пречи албанофобијата што ја као демек оние наметнува дека македонците правеле албанофобија, а уствари ја мислам дека се дешава обратното. Дали тој момент со албанци, вајде се сакам, мислам нема што да критикуваме, ја ги сакам тоа албанците. Тоа го прават политичарите. Да. Тоа не го прави народот. Апсолутно. Сега е ситуација во Крстот што беше. Тоа Тие националистички препукавања, никој не ќе војна, никој не ќе проблем. Значи, па ќе кажам, младиот свет кои што биле тогаш деца поразна. Секој нормален млад човек, па и возрастен, не сака проблем да има дома. Така, значи политичарите се имавме една војна, видовме што се деси. Кој нормален човек сака проблем? Ја имам милион албанци пријатели, исто и ти имаат македонци, сме седеле, сме живееле заедно. Никој од обичниот народ не го прави проблемот. И јасно и до сега 100 пати да кажам кога ќе дојдат избори дека намерно се заоструваат и патриотските чувства, сега сме да јаки македонци, сега сме сите најаки, ја сакаме државата, исто и од албанската страна, нели националистички ќе биде голема Албанија, ама претпоставувам дека станавме попаметни, не знам. Јас кога ги гледам, еви тоа го работам, јам на професија, мора да го пратам тоа, порано не ме интересирало, сум го одбегнувал. Не можам да не сакам да влијае. Со Стојан Ангелов беше кај мене на подкаст, го коментиравме тој момент. Истото е, значи тоа моментот со крстот, кој го прави тоа? Дека треба да се отстрани крстот во џамијата. Обичен албанец или го преграначалник на тоа? Ама ги видели тие што ги си минјаа знамињата тоа? Што беше тоа, се објасни? Тоа мислиш дека е намерно? Апсолутно. Мислам дека албанците барем за мал процент, а може и поголем се, ако и како свати, некако повеќе се држат они од нас македонците. Па да. Да. И затоа се таму кај што се. Па се А држат, ние ќе си зедеме едни со други само за да имам ја поише од тебе или ти поише од мене. Се држат. Не знам кога што, ќе влезеш зашто во чаир, ни текнува? све работи се функционира, Зашто не што знаеме, зашто не знаеме да се држиме, да бидеме едно, да Трни по тоа дека си ја крстивме северна државата. Што, ама види, тоа е... Не знам како, нема објаснување на овие теми. Јас се прашувам истото, како е возможно да седиме на маси и да те мразам поради што си македонец. Има еден Јуда. И Исус која седел, Јуда седел како со кај него. албанциве нема Јуда, бе? Аби и таму има. Па сигурно. Ќе се сврти колцето. Ќе видиме. Добро, за случајов со Вања некое твое мислење, сега се шират шпекулации дека уствари го местеле овој, па било оној, знаеш кој што кажа преска многу, стана сите адвокати, инспектори, форензичари, професионалци за криминалистика, нели сите пишуваат своји мислења со постови на Facebook. Еве твое мислење ме интересира и сигурен сум дека јавноста сака да го чуе. Ја бев многу активен тие Ти денови. се знаеш со Палчо? Не. Не се знаеш, добро. Мене Мислам ми дека не пратија гостувал нешто, кај да знам. Не, ми пратија некои видеа дека коментирал со Маријан Докас нешто за мене пред неколку недели. Не го познавам човекот стварно. Лично него ни знаев кога го објавија. Нели почнав да чепкам да видам што правил човекот, не го познавам. Ја бев тие денови многу гласен
Дури ставив и една објава за смртна казна, дека сум за. Меѓутоа претпоставам дека треба и сам да си научам да си контролирам веќе емоциите у даден момент. Ја во тие, знаеш, осеќаш гнев, осеќаш потреба да сте нормални што правите. Секој нормален човек тоа го осеќаше во тие неколку дена и се уште претпоставам го осеќа. Ете, конкретно сметам дека за вакви ситуации треба да постои систем кој што ќе реагира многу побрзо. Прво не се пушта таква вест во недела во 6. Значи, мене лично, моје мислење е дека се знаело и претходно. Моје мислење. Не знам кога, меѓутоа се некако мене ми оваа држава исценирано. Страшно лош момент е да пуштиш ти информација во недела во 6, да се случи таков хаос на дезинформации во текот на тие неколку сати, толку многу шпекулации, да се дозволи секој се што да пишува, се што да кажува. Тоа беше за пресконференцијата? Пресконференцијата беше сабајлето понеделник. Значи, народот во немаше... Во недела во 6 излезе веста дека Вања е убиена. Така беше, буквално така беше. Сабајлето беше изјавата, односно пресконференцијата каде што се дада официјалните информации. Значи тоа девојче има семејство, тоа семејство требало 12-15 сати да чита, да слуша, да дознава, секој стана експерт. Затоа кажав, па ја можеби дел од тие пребрзо реагираш, значи знаеш како? Да, емоциите како што кажа. Колку и да плукаме по се, ја лично сметам дека па можеби МВР во оваа ситуација си ја заврши добра работа. Меѓутоа, пак ќе кажам, треба некој таму да свати дека во вакви ситуации, во вакви случаи треба да имаш и стратегија на соопштување на веста, заради тоа што ти не знаеш што може све да се случи. Не знаеш. После тоа нели беше и протестот кај што се појавија 10 души само во парк. Имаше повикување. А зашто протест е тоа? Тој момент, толку многу дезинформации, толку многу шпекулации, исто јас се прашувам. Колку отиде детево? Зашто протест сега? Ете ги фатија луѓето. Кого ќе се Лично знаеш како ќе го сублимирам кажано, мое мислење е дека единствена грешка беше на МВР што се некако веста излезе во недела во 6, кога ако веќе излага таа вест, тогаш ќе станеш од спиење, ако си спиел или што и да правиш, или обвинителство или кој да е, ќе си даеш пресконференција во 9, во 10 истата вечер, ќе го смириш народот колку може да се смири и после тоа ќе си ја работиш работата. Ќе те биде за премиер, бе, гледаш ли? Не, бе. Тетоважава што ти е позади ново? Јинг-јанг. Јинг-јанг, а? Тетоважава, ја направив. Знаеш како направив тетоважава? Што да тетовирам? Идам, имаше прослава другар, негово студио и седнуваме, кај да тетовирам, не знам. Како не знаеш, идеш на тетовирање. Ај на врат, стајав на врат. Цел си тетовиран или само тоа? Па имам раката, имам тетовирано. Сигурно Марта. Имам ногата. Ова ни е мечинг тату. Ставивме громче. Прстен, камо прстен? Ми го украдоа. Раскажи за тоа, интересно. Уплати во, нема да кажам која теретана, да не биде, не се криви луѓето, апсолутно ништо нема, ама прв ден во теретаната уплакам и одам да вежбам и си оставам бурмата во шкафче. И после тоа вадам облекава и сум ја заборел бурмата. И отворено шкафчето. И поминал пола сат. И ми текнува, пакјам леле, викам бурмата ми ја нема. И се враќам и бурмата ја немаше. Како може? Јас да најдам лично бурма, брат, камера ништо? Немаше соблегувална. Или незаконски не сме да има во соблегувална. Добро, сите што влегле после или ти не ќе се замараш? Не, влегов, човекот што имаше веќе ставено, проверивме, вика, не, ниту видов, брат, тебе провери, види, предпоставам дека некој видел си, зел си, ставил джеб, отишол. Не знам, бурма да... Дебела тоа... 300 евра. Не е да кажеш, прескапа стандард цена за... Да бе, за тебе што се 300 евра сега? Се шаламе, мат. Женеци? Јас? Кај ти е бурмата? Втор пат. А кај ти е бурмата? Мене не ми стои бурма, брат. Мене бурмата колку ми пари ти е бурмата? У сеф ми е бурмата, жена ми колку пари ти е бурмата? А мојата? Да. Баба ми ја купи, знам, пошто бабата ми... Ајде, поима нема, ама беше околу 200 евра. Толку беше. Што се с тебе 200 евра? За мене? Ништо, таван работа. На приказ, на читање. На приказ. Пари правите по телевизиите. Цар си. Добро, сега да те прашам за фудбалот, што малце ми раскажеш и тука ќе го завршиме овој ретказ, бидејќи многу работи изнакажавме, што ќе извадат, што ќе стават, ќе видиме на крај. Немој да за онкологија. Кажи ми за... Не, за фудбал сакам да ми кажеш. Тоа е фудбалот. Тоа е фудбалот, спомна на почетокот дека
дека си се повредил и дека тука завршил твојот сон. Па да, ја бев 10 години, 11 години играв фудбал. Првично почнав во Вардар, ми беше тренер Чунга, потоа Раптап и се префрли во работнички. Некаде на 14-15 година веќе заиграв и за репрезентација, прв тим влегов кај Мрме. Прв тим. Да, на 15 и пол години веќе влегов во прв тим и таа сезона се направи Белига. Белига значеше тие што се првотимци нема доволно минутажи играат и од младинци. Ја бев капитен на 16 години на таа генерација и играв за репрезентација до 19 години, 18, 17. Во трета година запишав вонредно затоа што имав 11 кеца, не можев да одам веќе на школа. Значи имав по 2 тренинги и 2 утакмици неделно, хаос. Добро, некој намерно те повреди? Не, па кај мене беше повреда од раст. Како? Од раст? Од раст. Коленото, замисли го дека пораснало во некаде во некој ќош. Значи природна... Најпросто кажано, малце се подскршнало. И со текот на годините тоа станало поголемо и како гниено јаболко, мене коленото ми беше 3/4 како гниена коска. Значи не она вода во колено, Да. туку друг проблем. Ама проблемот Операција нешто не помагаше? па се оперирав. И после више Тоа не не е е, исто. тоа не е на здравството. Чирич ни беше на гости, не знам дали го гледаше. Видов. Кажуваше Михајловиќ како му влегол. Опасно му влегол. Тука позади, како рече, у задња ложа или не знам како кажа. Така се поредил. Па не, он после се опоравил, оне кумановско дете, јако. Јас се оперирав, нема проблем. кај мене беше најстрашно, ја играм репрезентација, септември се квалификации до 19 години. Тие се најбитните квалификации за млади категории. Ја бев веќе стациониран прва постава, играв позади штопер. Доаѓа февруар месец, јас одам на операција, во истиот месец имаме утакмица против Турција. Селекторов не знае дека јас сум на операција, ми се ава на собир да ме викне, ја лежам во болница. Баш е траума за дете. Мене тогаш ме оперираше Боро Илиев, така нешто беше, па има немам докторов, и ми вети дека за 3 месеци сум назад. И јас со селекторот се договарам дека до мај сум назад, да имам доволно време да играм во септември. Ја во мај месец бев уште уштаки. Сваќаш нашево здравство. Никогаш после се вратив. Кој знае како ти било тешко, си паднал во депресија, Да. претпоставувам. Готово ти завршиле сите соништа, ама гледаш што е животот, никогаш не знаеш и Па затоа викам, каде не си. треба- Можеби и така требало да биде, можеби и подобро, Стефан. Не нели? треба човек да се откажува, значи тоа е, колку и да бидеме негативни на сите теми, значи секој треба да си го пронајде своето јас и својата среќа во себе. Секоја приказна е своја, не зимајте пример од други луѓе. Ја тоа го кажувам цело време. Гледа таму камера ако го кажеш о Рилови Да, ќе вада. значи не зимајте примери од други луѓе. Тугиот успех или тугиот неуспех не значи дека ќе биде ваш успех или ваш неуспех. А колку и да биде успешен пријателот или непријателот, тоа е нивна приказна. Не значи дека ако Стефан е добар подкастер ќе бидеш ти подобар или полош. Тоа е твоја приказна, ова е моја приказна. Секој има свој пат, само треба да Така е. да одиме. Мислам дека за крај одлично се изјасни и добра порака прати на сите гледачи на Редкаст. Ви благодариме за вашето внимание. Се надевам дека го задржавме и сигурен сум дека ќе го задржиме затоа што со Стефан секогаш има што да се зборува. Тебе ти посакувам уште многу големи успеси и со тој проект што го најави и со подкастов што си го тераш, дај Боже да тераш цел живот и не знам, да стигнеш и до некои големи европски, како да ги наречам, светски платформи, па да седнеш со, како се викаше тој Логан непознатиот, како... Логан Пол. Да, па не знам, не ги знам ја, иако водам подкаст. За да бидеш не ги добар знам. подкастер се треба да знаеш. Па добро, ќе научам, ете, учам од тебе, ќе ми доеш Ја не знам све, ќе ме подучиш Не знаев уште кој е малку. министер за економија. Дами и господа, тоа беше Стефан Лазаров. Останете позитивни, срекни, насмејани, да ја дочекаме новата 2024 со малку по-позитивна и ведра енергија. Ве поздравувам јас, Кирил Трајковски, ве поздравува и Стефан, мафни на камерата, прати пољубац, тоа секогаш ми е мене знакот, тука така. И се гледаме во наредниот Редкаст. Чао, чао.